Елиезер. За патот. За вистината. За живот. Здраво, драги мои, како сте? Доколку немате други планови, ве поканувам во новото издание на Елиезер. Емисија во која го откриваме единствениот и вистинскиот пат, вистината и животот. Со вас сум јас, Елена, и ќе ви зборувам за тоа како да владеете со вашата атмосфера, со вашите околности, со луѓето околу вас. Имате простор кој ви припаѓа само вам. Тоа се вашите емоции, вашето однесување, вашето време, луѓето со кои го поминувате времето, како го поминувате. Тоа е вашата атмосфера. А над неа имате контрола. Причината зошто некои луѓе живеат загрижени, навредени, негативни, бидејќи оставиле се околу да навлезе длабоко внатре во себе. Например, дозволуваат нечие однесување да влие на нивното расположение, обрнуваат внимание само на негативни вести, немаат трпение, отворени се на секакво надворешно влијание и немаат никаква сопствена заштита од тоа. Не можете да го запрете светот, околностите и однесувањето на луѓето околу вас. Но можете да одлучите да не реагирате на сето тоа и да не влезе сета таа негативност во вашиот дух. Вашата атмосфера треба да ја одржувате и чувате полна со вера, надеж, славење и победа. Речете не на се што е спротивно на тоа. Повеќе за оваа тема во продолжение. Денес е нов ден. Се случува колегата, колешката или некој близок да ве навреди. Да не ве покани на забава, па ќе се навредите. Па ќе дојде гневот, горчината од причина што тоа што го направиле не било во ред. Постојат две опции во случајов. Или да живеете со горчина, гнев, нервоза и да дозволите денот да биде негативен. Или можете да одберете другата опција и да им кажете на огорченоста, гневот, навредата: не благодарам. Одбирам да имам прекрасен ден, исполнет со радост, благодарност на Господ за подарениот ден и славење. Секогаш имате моќ и контрола над вашите мисли, однесувањето, како реагирате на ситуациите. Во Светото писмо во делот Изреки пишува:
Оној кој не го контролира својот дух е како град со скршена ограда. И навистина е така. Доколку не поставиме заштита околу нашиот град, нашата тврдина, ако не владееме со нашата атмосфера, ако не ставиме граници, тогаш секој може да влезе внатре. Доколку не му верувате на Господ Бог дека ќе ја реши ситуацијата, било тоа да е со вашето дете кое тргнало можеби на погрешен пат, или работата, бизнисот не оди според планираното, се додека не верувате во Господ Бог дека тој ќе се грижи за се, дека тој е единствениот извор на финанси, здравје, благосостојба, тогаш ќе имате проблем соочувајќи се само со ситуацијата. Може би некој несоодветно зборува за вас, сакајќи да изгледате лошо. Наместо да оставите на Господ да го решава вашиот случај, вие ја пуштате навредата внатре во вас. Па живеете со таа навреда долго време и се обидувате да им докажете дека сте добро. Трошите драгоцено време на нешто што не е важно. Вас не ви треба нивното одобрение. Бог веќе ве одобрил со тоа што ве создал прекрасни. Така што, држете ги зидовите и оградата околу вас високо поставени. Не дозволувајте сето тоа да навлезе длабоко во вашиот дух. Вашето време е предрагоцено. Вашата задача премногу важна за да дозволите се да влезе внатре. Бидете селективни. Ако нештото не е позитивно, полно со вера, со надеж, тогаш не се прилепувајте до тоа. Светото писмо вели: Господ ве направи за да бидете кралеви, да успевате во животот. Негативните работи ќе дојдат, но треба да запомниме дека вие сте владетелот. Вие имате авторитет да одлучите што ќе пуштите внатре во вашата тврдина, во вашиот дом. Дали се уште ќе дозволам таа личност негативно да влие на мене? Дали таа ситуација постојано ќе ме влече надолу? Дали се уште ќе живеам со духот на оваа разделба? Дали ќе се самосожалувам? Се зависи од нас. Ние владееме со нашето кралство. Животот сам по себе е доволно тежок за вие да дозволувате секаква ситуација, личност, искажани зборови да придонесуваат за негово тежнување. Често ќе речете: би сакала Господ Бог да ми помогне за да бидам подобра, поуспешна. Констатацијата е дека Господ Бог веќе ве направил кралеви, го завршил неговиот дел, ви дал авторитет за да управувате со вашиот живот, ситуациите, да владеете. Може би не можете да контролирате се од околу, но сигурно можете да контролирате што ќе влезе во вашиот дух. Ценете го вашето време. Со кого го поминувате? Дали тие личности ве инспирираат, ве мотивираат, ве поддржуваат или обратно? Доколку е обратно, тие ќе ја контаминираат вашата атмосфера. Знаете дека по одреден временски период ќе станете како нив, нели? Немате време за да правите компромиси. Да, навистина, треба да ги мотивираме и да им помагаме на другите, но и вам ви треба некој кој ќе ве подигне и поддржува. Ако се дружите со љубоморни луѓе, и вие ќе станете љубоморни. Не заборавајте, духовите се преносливи. Божиот збор вели: блажен е оној човек што не оди на советот безбожнички, не застанува на пат на грешници и не седи во друштво на развратници. Тоа значи, не останувајте пасивни кога станува збор за луѓето кои го загадуваат вашиот живот. Ќе прашате: но тие луѓе ми се блиски, пријатели долго време, ако не се дружам со нив, ќе им ги повредам чувствата. Но ќе ве запрашам вас.
А што ако тие луѓе ви стојат на патот на вашиот успех, на вашата зацртана цел, на вашата сјајна иднина што Господ Бог ја испланирал за вас? Што ќе одговорите на овие прашања? Вашите уши не се канта за отпадоци за да слушаат озборување, невистини, негативности. Имате големина во вас. Господ Бог ви ставил посебен печат на уникатност, единственост и сето тоа да го искористите за да бидете успешни. Не само за вас, туку и за вашето семејство, за општеството. Не трошете го вашето драгоцено време на ниски животни вредности. Не ви треба тој отров. Не ви треба некој да ви повторува дека не можете, дека ќе останете болни, дека сте без можности, дека нема да ги отргнете лошите навики и така натаму. Не бидете со луѓе кои не го препознаваат вашиот повик, кои не ја гледаат вашата големина, вашата вредност, не го ценат она што имате да го понудите. Ако ги тргнете погрешните луѓе, Господ Бог ќе ви ги прати вистинските луѓе кои ја гледаат вашата вредност и ќе ви помогнат да ја остварите вашата судбина. Бидете како орел, силни, остроумни, сигурни во Божјата промисла. Не ви требаат луѓе кои постојано се жалат на се и се што, ја повторуваат истата тема по безброј пати и со тоа се чувствувате како да сте во некој лабиринт. Тие луѓе ви ја трошат целата енергија. Затоа, владајте со вашата атмосфера. Не можете само да давате, а да не земате. Тоа е надвор од рамнотежа. Затоа, драги слушатели, вашиот став нека биде: јас ќе останам во мир. Нема да мислам на тоа колку не е фер. Нема да бидам во состојба да мислам што не тргна како што треба. Туку, Господе, јас ќе те славам во мигови на бура. Одлучувам да бидам радосна и покрај тоа што се случува и што е против мене. Ги кревам моите ѕидови, не му дозволувам на негативноста да влезе во мојот дух. Ќе продолжам да пеам и да те славам, Господи. Ќе му благодарам на Господ Бог. Ќе зборувам за победа. Не можете да ја управувате туѓата атмосфера, ама вашата сигурно можете. Божјиот збор вели: држи го мирот
Остани мирен и Господ ќе ги води твоите борби. Еден псалм вели: Силата во тебе ја чувам, зашто си ти, Боже мој застапник. Мојот Бог кој ме милува, оди пред мене. Бог мој кој ми ги покажува моите непријатели. Ако останете во мир, Господ Бог ќе ви ги преземе сите ваши битки. Ќе ви надомести за изгубеното, ќе ви донесе убавина од таа пепел. Контролирајте го она што можете да го контролирате. Менувајте го вашиот пристап. Еден млад брачен пар, секогаш кога беше присутен на семените состаноци, имаше проблеми. Имено, сопругата секогаш беше измејувана од страна на роднина на незиниот сопруг. И тоа траеше. И секогаш по дружењето со семејството атмосферата била непријатна. Сопругата го замолила својот сопруг да преземе нешто во врска со тоа. Те молам, преземи нешто. Сепак тој е твој роднина. Она што го прави е несоодветно и веќе не се трпи. Таа очекуваше дека сопругот ќе рече: Да, во право си, никој не смее така да се однесува спрема тебе. Сега ќе му покажам јас. Но сопругот одговорил поинаку: Те сакам, но не можам да го контролирам неговото однесување. Го има секој право да каже што мисли, но и ти имаш право да одбереш да не бидеш навредена. Тоа што сакаше да ја каже сопругот е дека ти треба да ги кренеш твоите зидови и да поставиш ограда околу твојот дух. Не можеш да ги запреш нападите, но можеш да ги запреш да не влезат внатре. Тој ден бил ден на откровение за неа. Неговиот роднина не се променил, туку таа се променила. Таа престана да ги пушта навредливите зборови во својот дух. Таа повеќе не дозволуваше нечие однесување да ја контаминира незината атмосфера. Така што, не дозволувајте некој или нешто да ја контаминира вашата атмосфера. Ако го дозволите тоа, значи моќта ја предавате во нечии раце. А обично очекувате штом ќе се променат околностите, тогаш ќе бидете среќни, спокојни, задоволни и слично. Кога се соочувате со тешкотии, непријателот ќе ве бомбардира со секакви мрачни негативни мисли. Ќе сака да ја контаминира вашата атмосфера, вашиот ум, вашите емоции. Дури ќе ги искористи луѓето околу вас да ве обесхрабрат, да ве загрижат, да ве исполнат со сумнеш. Зошто се случи тоа? Зошто ми рече така? Токму сега, во овој момент треба да ја преземете контролата во своите раце. Не, јас нема да ги прифатам тие мисли, тие зборови. Нема да паднам во стапицата на ѓаволот. Нема да ги преживувам моите болки, нема да мислам на тоа што не успеа. Јас ќе останам да верувам. Знам дека Господ Бог е се уште на својот трон. Знам дека не ме донесе до тука за сега да ме остави. Знам дека непријателот немаше да се обидува да ме запре, доколку нема нешто во мене што е повеличествено, уникатно во мојата иднина. Ако го сработите, тоест контролирате вашиот дел, Господ Бог ќе го направи останатото, односно ќе го исполни својот дел. Еве едно убаво мото од моја страна. Управувајте го денот. Кога ќе станете утре, донесете свесна одлука дека ќе го управувате денот. Ќе ги управувате вашите мисли, емоции, луѓето, ќе им простите. Бидете селективни. Одберете го она што го вели Господ Бог за вас, а тоа е радост, мир, спокој, благосостојба, просперитет, љубов, разбирање, вера, надеж. Држете се до таа одлука, цврсто. Уште рано наутро, пред да излезете од домот. И постојано, подсетувајте се на истата, кога има метеж во собраќајот, кога колегата или шефот ве погледнале или ви сугерирале несоодветно, кога доаѓаат грижи. Господ Бог ги управува вашите чекори. Верувајте му. За него ништо не е изненадување.
Тој ви дал моќ да управувате, да останете мирни и спокојни во турбулентни времења. Престанете да ги чекате совршените услови и околности. Можете да имате прекрасен ден за време на бура, било тоа да е во форма на предизвик, болест, кариера, финанси и така натаму. Изговорете го Божиот збор. Овој е денот што го создаде Господ. Ќе живеам со вера, ќе го направам најдоброто, ќе бидам добра и правична со луѓето. Ќе го надминам злото со добро. Ако го направите ова, јас изјавувам дека не само што ќе уживате повеќе во вашиот живот, туку ќе видите повеќе од Божјата наклоност. Ќе ги води вашите битки, ќе се погрижи за тоа што ве запира. Изјавувам дека ќе бидете на високо, ќе ги надминете пречките и ќе бидете на повисоко ниво од вашата судбина. Во моќното име на Господ Исус Христос. Ако се согласувате и ако го примате овој благослов, речете амин. За крај на ова издание би сакала да ве упатам кон патот. Единствениот пат за лична исполнетост со блаженство. Мир за вашата душа. А тоа е Исус Христос. А како можете да го запознаете и тој да ви исполни со неискажлива среќа? Единствено што треба да направите е да верувате со срцето, да изјавите дека Исус воскресна од мртвите. Повторувајте на глас. Господе Исусе, се покајувам за моите гревови. Влези во моето срце. Ти си мој Господар и Спасител. Ако ја кажавте ова кратка молитва, верувам дека сте наново родени. Божи благослов до вас и секое добро до следното издание. Ја следевте емисијата Елиезер со Елена Ѓурѓевска Костадиновиќ. Елиезер.